Шери, що ки готвиме денес? Шери, що ки готвиме денес? Здраво, гледачи. Що ки готвиме денес? Навистина. Što imаме на располагање? Да видиме во фрижидерот, он ќе ми дава инспирација. Ќе видиме. Што ни останува, тоа ќе се готви. Ајде, тоа што останува. Фрижидерот секогаш е полно овде. Имаме вистина, да. Имаме мали колбасици. Супер, од Андреја, обавезно. Ајде, што имаме уште? Да, ми останува овде нешто што ми се допаѓа. Имаме црвена зелка, имаме уште кромит. Ова ќе го употребиме. Кажам, што ви останува? Тука е, мора да се употребува. Што ќе му правиме со тоа? Сем со колбасиците и све? Не. Ќе употребиме малку, сакам тоа. Малку малиџано. Малиџано под колбасиците, ќе видите. Ама за тоа ми треба уште и компири. Компири имам овде. 2 убави. Компири и, ќе се изненадувате. Јас со зелка, кога пропржам, оставам малку и јаболка. Да биде малку благо така. Чудно, ама не. Кога ќе го правите и вие тоа дома, ќе видите, оти оваква. Не ќе видите, ќе вкусите, оти тоа е многу убаво. Ајде, имаме јаболка, компири, црвена зелка, кромит. Ова може да стои за нареден пат. Го имаме на располагање. Пада. Тука, наѓаме. Ајде, ќе почнеме прво колбасиците. Како е се, колбасиците малечки, малечки колбасици, ама топ. Знаете што? Ги ставиме во ефрајерот. Да ги заборавиме. Ставиме малку сол, бибер, ефрајер и ајде, нека се пече. Каков асистент имам во кујна? Фала ви беко. Ајде, колбасиците. Јас ќе оставам со нив. Ни мрсно, ни ништо. Топ. После, сопругата ќе ми види, Марк, браво, си ослабел. Да. Едно бакнеш, обавезно. Ајде. Малку сол. Малку бибер. Има една песна така, не? Малку сол, малку бибер, малку љубов. Па му ставаме све. И ајде, сол, бибер, љубов, обавезно. И сега ефрајер. Ајде, топ. Да, спремен е. Ајде, ние продолжуваме. Што ни треба? Компири, кажав. Оти ова, оди малку побрзо, зелката што ми останува, кромидот, јаболката после. Прво, компирот. Ајде да го излупиме. Ќе го правам на еден посебен начин. Ќе видите. Да земам прво и тавата. Одиме со тавата исто да се топли. Полека, ќе оставиме на 5, така на пола. Оставаме зејтин. Така, нека се стоплува. Полека ова. Ајде. Како ќе го направам компирот? Компирот сакам да го изрендам и да направам како една галет од компир. Оригинал. Ајде да правиме нешто друго, нешто ново. Да се гледа малку нов рецепт. Компири, сите си ги правиме дома, или ги лупиме, или не ги лупиме, ги ставаме во печка, пекарски компири, сите знаеме како да правиме пекарски компири. Ама да правиме пом пајасон, пом тепих, не знам како да ви го преведам по македонски, оти пајасон, е тоа што се става пред вратата, знаете, пред да влезете, не знам како се кажува тој дел, пишете, кажете ми, оти јас навистина не го знам тој збор. На мене тепих пред влезење дома, ете тоа. Океј, се лупат компирите. Ова, нека стои тука. Сега малку да ги мијам, чисто така, да ги поминам под вода. Вака. Чисти. Ренде. И ќе го рендеме крупно. Вака. Океј. Со 2 компири ви е доволно за 20. Очем гледате квантитет 1 компир по човек. Не треба да бидат предебели, не мали. Ова, ваква дебелина е доволно. Така. Го рендете, убаво изрендено. Вуаля, едно и второто.
Ке го ставиме после во еден сад. Ке му ставиме исто малку зетин, исто сол, бибер, неколку зачини и ке го ставиме директно во тавата. Ке го подпечиме од една страна, ке го превртиме другата страна и ке оставиме во рерна. Рерната да запалиме. Хајде. Пап. При крај е рендењето. Така. Ете крупно рендено. И вуаля. Ова нека стои така. Ете, ја пуштам печката. Ја ставиме на 190. Одлично. Нека се пре. Овде пуштаме малку појако за да фати боја. Да се пропржи. Валя, така. Ова ми треба еден сад. Океј. Епла. Така. Не. За да си држи убаво заедно, ќе му додавам едно јајце. Така. Така. Океј, јајце. Малку сол. Малку бибер. И многу љубов. Тоа зашто е. Со кобасиците, со компирите, секаде шириме љубов. Па тоа е основата во кујната, основата во животот, основата од секаде. Почит и љубов. Ако имате почит и љубов, живеете мирно, лесно. Тоа е. Мислам ти сите го бараме тоа. Така. Гледайте. Го мешам убаво јајцето со компирите, сол и бибер. Ова, окей, почнува да види на температура. Ете, така. Многу едноставно. Така. Сега кога го ставате во тавата, дајте да ви види од сите страни. Вака. Океј. Не треба да се пази сега, да не се лепи. Оти ако се лепи, ќе имаме, како се вика, проблем. Така. Нека се пропржи, а ние меѓу време ќе спремаме јаболките што ќе одат со зелката. Вака. Нека се пржи. Ете. Набришиме малку масата. Вака. Ефраерот. Океј. Добар е. Вака. Вала. Одиме со јаболката. Продолжуваме. Па да го земам ова. Таман ми беше за јаболките, за компирите, пардон. Ќе го употребиме и за јаболките. Така. Ја лупиме јаболката. Пресекуваме. Вадиме средината. Почвам да мири само ти. Компирите, мислам, да не правиме глупост. Ќе мора да пазам, мислам, ми се малку залепи. Ќе видиме. Затоа, ќе земе ова и ќе провериме. Не, супер е. Гледайте, влегува под. Одлично. Не се лепи.
Можеме да продолжуваме рад. Сега со јаболките. Ја вадиме средината. Исчистена јаболка. Сега сме добри. Ке ми треба тендерче. Ајде. Ова полека. Океј, ке мора да му земам еден тањир. Да го превртам. Чекајте. Не сме уште до тоа, ама ке мора да го превртиме. Сега, јаболката. Пак ке ја изрендаме. Океј. Многу брзо оди. Само рендаме денес. Не знам што е, ама тоа е денот за рендење. Чудо. Преме рендани јаболки, рендани компири, арноти не преме рендани колбаси, тоа ќе биде малку потешко. Вуаля, една рендана јаболка. Ја сигурен оти ви е чудо што ќе мешам јаболка со зелка. Па да. Тоа е типично, да кажеме, белгиско рецепт. Така го прават во Белгија. Оти навистина ја вади малку таа киселина, тоа од зелката и јаболкото му дава убав тој вкус, така благ и се топи со зелката. Ќе видите како ке и на што ке личи, како ке личи. Ќе му ставиме малку путер. Ама пред се, мислам оти пред треба да го превртиме галетот од компир. Прво путерот да продолжи да се пржи. Извадиме, да не ми изгори. Така. Океј, путерче. Таман. Ова може да стои тука. Така. Сега. Галет. Хап. Тањир. Вака. Ја превртивме. Тука е. А не се залепи, и сега ја вракаме во тава. Да продолжи да се печи од другата страна. Валя. Океј. Правиме место, чистиме маса. Сигурно ќе ми кажете, само се повторува човекот. Да. Само се повторувам, навистина. Зошто? За да ви влези во главата, оти мора местото каде го работите да биде секогаш чисто. Не оти сме на телевизија овде, не. Така е и во сите кујни, така е и секаде, и така треба да биде и кај вас дома. Така. Вашите сопруги, вашите жени ќе бидат многу среќни кога ќе работите така. Оти чат пат слушам сопруги и жени што ми кажуваат: Марк, супер, знаеш, баш ми готви, вау, одлично е све. Ама кога заврши од готвењето, кујната е лом. 2 сати да чистам кујната кога заврши од да готви. Па да. Затоа, гледайте, кај мене, кога работам, секогаш е чисто. Навикнете се да работите така, ќе видите оти ќе ви олесни, ќе ви го олесни животот и со сопругата и во местото каде ќе работите. Галетот топ. Ќе оставиме во редна да продолжи да се пече. Може? Ајде. Гледайте како баба боја пати. Топ. А ние се гледаме после рекламите. Шери, што ќе готвиме денес? Во редна е галетот од компир. Тепих компир, не знам како да го кажам, ама во редна е. Овде ги имаме компирите, јаболките, што се подпечеа во путер. Не му додадов шекер, ништо, чисто путер. Сега
ќе го пресечам. Ќе пресечам зелката. Ова зелка многу пати ја употребив, ма навистина една зелка тешко да се јади одеднаш, кога сте двајца. Па затоа го потребувате за 5-6 рецепти. Направив салата, ги пропржив. Сега уште пак ќе го сварам со јаболките. Ќе биде врв. Овде мислам доволно. Ето, при крај ова ќе биде за фрлање после. Пресечам на пола и ќе оди тука. Така. Топ. Ова ќе се вари. Заедно ќе му додаваме малку вода да има течност. Оти нема доволно течност, има само путер. Ако не му ставам вода, може да ме изгори. Така. Му ставиме малку кромит. Исто ситно сецкан. Така. Не многу. Ете, вака е доволно. Така. Топ. Така. Измешуваме, измешуваме. Така нешто. Така. И ќе му ставиме малку вода. Како убаво мириса. Супер, многу ми се допаѓа. Гледате? Јаболките се мешаат со зелката, кромидот, чудна комбинација може за вас, ама ќе видите, кога ќе го готвите тоа вие дома, толку ќе бидете изненадени, ќе кажете, Марк, ти што ни донесе како рецепта овде од Белгија е многу, многу убава. И навистина, преубаво е. Ќе му додаваме малку сол сега. Така. Сол и ќе му ставим исто и малку бибер. Така. Вуаля. Малку вода, како кажав. Така. И капак. И намалуваме, за да не ни гори. Ова. 3. Така. Ова завршивме. Компирот. Полека се завршува. Како се убави. Па не очекував. Ете како се. Вау! Подпечени како треба. Таман. Каков асистент имам во кујна, што се вика air fryer. Браво. Нека продолжат уште. Имаме уште 3 минути. Ќе ни свири. Кога ќе биде завршено, ќе свири. А ние сме при крај. Ова едно. Тоа второ. Да ги правиме тањирите и да одиме понатаму. Ова тањир е за перење. Ова исто. Каков тањир да земиме. Ете овие. Се допаѓаат. Вакви. Еден. Два. Ова чисто. Ова на страна. Ке употребиме еден сос. Нормално се употреба сем, се употреба други сосови и свето. Не, ја денеска ќе ставам малку од малиџано под кобасиците. Убаво ќе биде. Ова ќе биде благо солено, убаво крскава галет од компир, кобасици, што може да имаме поубаво од сем ова. Ајде. Ќе му ставиме подлога на кобасиците. Малиџано. Ова е рецепта од мама Елена. Ќе поздравиме мама Елена. Фала многу за рецептот од мама за малиџано. Ова е малиџано луто. Да пазиме. Така. Ова ќе биде подлогата за кобасиците. Така, малку повеќе. Така. Таман. Да го држиме за после. Ова е ова завршено.
Само ти е спремно. Ајде. Ке провериме, ке извадиме галетот од компир. Yes. Видите како личи. Убаво. Сега да провериме. Ја оставам на тава. На тава на даската. А да, гледайте. Ножот поминува без проблем. И фрајерот ми кажа оти. Па е завршено. Ајде. Кобасиците се спремни. Океј, кобасиците ќе ги ставиме тука. Галетото компир не ќе оставиме целото, ќе оставиме едно парче. Така. Океј. Ја осечиме на парчиња. Така. Таман, 1/4 по човек е перфектно. Океј, вака на страна. Топ. Галет од компир. Видовте, за кратко време, нема ни 20 минути, направивме галет од компир. А еден друг начин да готвите компири. Останатокот слободно во тавата. Можете да го јадите ладно, може да го сецкате, да оставите во салата. Може да се употреби колку сакате други начини. Да се оставам позади од ова, па може и овде напред. Нека стои да се види како што изгледа. Не така. Ова чистиме. Овде сме при крај. Да видиме на што личат, на што личи зелката. Ја не сакам кога зелката е премногу варена, да се распаѓа и се. Овде има уште малку структура, има вкус со јаболките. Ќе ги оставам уште минута да се заврши процесот, а ние одиме со кобасиците. Ама овие јако, јако. Вистина, неочекувано да имам такви убави кобасици во ефрајер. Видите. Апс, една и втора. Топ. Печена за мерак, без мрсно, без ништо, а целото мрсно од колбасиците исцеди внатре во хартијата. Одлично. Јадиме колбасици лајт, на лајт верзија. Океј, одиме сега со зелката, како кажав, зелката со јаболки и путер. И малку кромит. Океј. Опако. Ајде. Така. Вау. Така. Едно домашно јадење на белгиско-македонско начин. Многу сакам да ги мешам нашите кујни, белгиската кујна, македонската кујна. Оти на вистина, на министрите се тука, начинот на готвење малку се разликува, ама на крај што бараме? Да уживаме, да јадиме убаво и да готвиме со љубов. И да готвиме за нашата љубов. Така. Ова е направено. Супер, може да му се стави чисто малку зетин, така да свети малку убаво кобасицата, да му ставиме неколку мелуди на крај. А ние така. Рецептот на денот беа убави колбасици на подлога од малиџано од мамас, направивме убав гарниран компир, типик, овде теа пајасон и зелка со јаболки. Знаете што, се гледаме за наредна рецепта, а ние со нашата шери ќе одиме да јадиме. Добар апетит! Добар апетит и на вас!
нашите пријатели од Вино Маркет, денес ви носиме неколку корисни совети како да го изберите, сервирате и уживате во вистинското вино. За оваа добра храна мора да се најде и добро вино. А во Вино Маркет може да најдеме едни од најквалитетните вина на пазарот. Таму ќе најдете 200 различни видови вина од врвни македонски винарии. Розе кошариште, Попов винарија, летно овошно розе, направено од пинотно ар со арома на јагоди и црешји. Совршено за чаша покрај базен, пикник или како додаток за лесен ручек. Пиењето розе никогаш не било повкусно. Посетете го Вино Маркет во центар и не ја пропуштете шансата да пробате нешто ново. Шери, што ќе готвиме денес?